Се наоѓаме на улица 11 октомври, каде што може да видите дека интензивно се работи. Ова улица ќе добие нов лик, фактички ќе се постават два слоја на асфалт, тротоари и ивичњаци. Претходно општината во соработка со јавното комунално претпријатие Дервен промени водоводната мрежа, а претходно имаме сменато и подземна инсталација во делот на кабли, нови канделабри, ново осветување. Така да од денеска па за 20 на дена јас очекувам ова улица да биде целосно реконструирана. Од тука ќе се упатиме во близина на улицата Васе Буинов, која што пред неколку дена беше асфалтирана, еден голема улица која што многу е фреквентна и многу значеше за нашите сограѓани. Таму се уште градежните работи не се завршени, потоа што е асфалтирано, но имаме поставување на тротоари, рачистување, секој ќе има поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација. Таму се направени неколку потпорни ѕидови кои што значат стабилизација на тој дел, заради тоа што нашиот град прекрасен е таков да се наоѓаме на два рида кои што значат обрушување на земјата. Исто така ќе отидеме и на патот од Велес кон Дурутовоц и Чавошево, инвестиција од над 1 милион евра, која што значи целосна реконструкција на тој патен правец и барањето на тие наши сограѓани жители од тој градот после 20-30 години ќе биде реализирано. Таму веќе имаме машини, почини да се вади стариот асфалт и очекувам дека во наредните месеци ќе има поставување на тротоари, ивичњаци и два слоја на асфалт и она, како што кажа, барање, ветување од страна на граѓаните ќе биде исполнето. Тука не престанува поддршката од централната влада кон општина Велес. Би сакал да спомнам неколку работи кои што се мислам дека битни и би требало да бидат спомнати. Со поддршка на владата се заврши влезот во селото Иванковци, некаде 800 метри беа направени, значи граѓаните од тој дел нашиот град се задоволни, има достоен влез во самото село. И дополнително беше реконструирана улица Белградска, втората фаза од градинката до влезот на Дервен. Таму претходно општината работеше на подземна инфраструктура, направи два потпорни ѕида, смени вода, сега е веќе едно достојно место за живот на нашите сограѓани. Имаме неколку работи кои што се во тек, кои што очекувам дека ќе бидат завршени во наредниот период. Се работи за реконструкцијата на патот од Тојовица до Сојаквари, 3 км 980 метри. Првиот километар е веќе асфалтиран. Чекаме Дервен да заврши работата и секако и приватните луѓе кои што имаат таму имот да имаат прекупи, заради тоа што се работи за една од најголемите инвестиции во нашиот град. Моментално пред неколку дена бевме со пратинците и јас во село Мамучево, таму се работи на влезот во Мамучево. Се реконструира фасадата на Димитрија Чуповски, тоа е преку Министерството за образование. А следат оние работи кои што подолг временски период ги зборувавме, тоа е влезот во Башино село, реконструкцијата на патот во Карасвари, ќе се работи на реконструкција на улицата Васил Ѓоргов, тоа се кривините на Којник, Алексо Денински Бауман е улицата од општина кон железничката станица и ќе се работи на противпожарниот дом, но секако и на спортската сала Гимиджи, каде што имаме комбинирани финансиски средства. Тоа се како владата преку Министерството за спорт и голем дел се средства од страна на општината. И на крајот, еден од најголемите проекти кои што му се случило во поновата историја на општина Велес, тоа е подземната катна гаража и поштат. Сакам да кажам дека очекувам дека премиерот и министрот ќе бидат поканени некаде средината на месец август да ставиме камен темелник, заради тоа што се приближуваме до котата на тампонирање и фактички кревање на подземната катна гаража. Веќе се поставени сите шипови, колови, греди, има уште период на ископ, така да го темпиравме овој временски период кога и водите се наниски, да ставиме камен темелник и да значиме дека и овој проект кој што е во поновата историја и финансиски и инженерски најзахтевен да биде реализиран. Така да ова е тоа што имав јас да кажам. Инаку општината и во сите други сегменти работи интензивно, за кои што секојдневно даваме информации во делото на спортот и во делото на културата и сите други работи што значат надлежност на општина Велес.